За градоначалникот на Струмица Зоран Заев од ВМРО ДПМН слободно можат да појдат во градот, да видат што тој има направено и да го прашаат секој граѓанин таму што мисли за него. Зоран Заев е најболната точка на Груевски и ВМРО ДПМН, затоа што тие немаат ни приближно добар градоначалник како што е тој. Наместо да пласира глупости за Зоран Заев и да ја дефокусира јавноста од реалните животни проблеми на граѓаните, министерот за образование Спиро Ристовски треба да се позанимава со своите обврски и да објасни зошто во Македонија образованието е бесплатно само во скапо платените реклами. Во реалноста нема бесплатно образование. Родителите на учениците имаат огромни дополнителни трошоци. Бесплатниот превоз на средношколците важи само за оние ученици кои живеат на повеќе од 2 километри од училиштето, што е спротивно на законот. Освен што го крши законот, Министерството на овој начин предизвикува и различен третман на учениците. Во Македонија нема бесплатно образование, затоа што во повеќето училишта родителите, освен што извојуваат средства за личниот прибор за детето, плаќаат и за тоалетна хартија, течен сапун, топови хартија, фломастери, лепило, боички, CD-а. Се оди и дотаму што во некои училишта од родителите се бара да платат за завеси, за ролетни, за скафчиња, за DVD плеери. Министерот за образование за ова знае, но молчи и се крие. Почитувани родители, ова се резултатите од 7 години лаги на Никола Груевски, кој најдиректно по својот джеб ги чувствуваме сите ние. Скапите реклами на владата нема да ја променат реалноста. Ниту пак ќе го подобрат образованието за кое тврдат дека е бесплатно. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија апелира министерот за образование да си ги среди работите во својот двор, да ги исполни своите законски обврски и да не ги оптоварува дополнително скромните семени буџети на родителите на учениците. Што се однесува пак до денешните обвинувања упатени кон председателот Заев, и ние и јавноста сме свесни дека доколку има нешто незаконско во јавната набавка за која што ВМРО ДПМН држеше пресконференција, немаше да говори Спиро Ристовски. Туку владата и владините институции веднаш ќе отпочнеа постапки против Заев или членовите на неговото семејство. За посочената јавна набавка спроведена е јавна аукција согласно Законот за јавни набавки донесен од оваа влада. Согласно законот е избрана најповолната фирма. Напоменуваме, фирмите во собственост на членови на семејството на Зоран Заев вработуваат 820 граѓани во оваа земја и имаат право да функционираат и обстојуваат како и секоја друга фирма во Република Македонија. Тие фирми плаќаат огромни даноци на државата и обезбедуваат екзистенција на 820 семејства. Ја повикуваме владата, доколку има нешто незаконско, спротивно на било кој закон, тоа да го објави и веднаш да отвори постапки. Доколку не го стори тоа, ќе стане јасно дека станува збор за гола пресконференција, за одолговлекување и одвлекување на вниманието на јавноста од актуелните проблеми кои што ги тангираат граѓаните, а владата треба да ги решава, но тоа очигледно многу тешко и оди. Добро би било Никола Груевски, наместо да критикува за запазени законски процедури, да објасни зошто со државните институции се прават бројни директни договори за набавка, без воопшто да биде распишан тендер за јавни набавки, како и огромни анекси на веќе склучени договори за јавни набавки, на што укажуваат анализите на речиси сите организации кои што ја следат оваа проблематика. Еве на тој начин со работата е доведена во прашање легалноста, но не со трошењето на огромни народни пари, на што треба да одговори Никола Груевски. Благодарам.